SafeCity системот веќе втор ден е во функција, а камерите на сообраќајниците ги фаќаат возачите кои возат над дозволеното, поминуваат на црвено, не им е регистрирано возилото или непрописно паркираат. Сликата по улиците е забавена. Возилата возат можеби дури и преспоро, велат дел од возачите. Кај некој се јавува револт, бидејќи доцнат, на други пак им одговара побавното возење, кое ги штити од казни, но им дава и гаранција за безбедноста. Еве гледаш како нон-стоп гужва. Барем да направа зелен бран. Ова 20-30 метри пак семафор, че пак се затвара. Повеќе гужва се ствара. Гужви има многу? Многу. И сега многу се плаша по 30. Па возби 5-6, он е 25-30 и го коча сообраќајот. Успоро возат возачите, мислите се пазат? Така и треба се. Тоа го читам одамна го барам. Ама нема народ. Таксистите пак се плашат дека SafeCity системот ќе им ја намали работата. Оние кои чекаат такси можеби ќе го откажат и повикот ако чекаат предолго, бидејќи по улиците се вози побавно. Но други пак сметаат дека сепак нема да им влијае на работата. Значи, ќе касниме цело време, јас возам такси, ќе касниме на повици цело време, ќе ни бегаат патниците и тешко ќе биде. Да, еве сметате дека тоа ќе ви влијае конкретно на работата полоша? Да. Па не многу, јас стално полека сум возил, така да не многу. Ова со SafeCity е добра работа. Колку казни се изречени во првите 24 часа откако функционира SafeCity системот, официјални информации од МВР нема. Дали има проблеми со камерите, но и поплаки од граѓаните, исто е нејасно. Последните информации се од министерот Тошковски од синоќа дека до 20 часот се регистрирани околу 500 сообраќајни прекршоци, а бројката е драстично намалена од првиот ден кога стартуваше тест периодот на SafeCity. Отприлика имаме негде од околу 500 сообраќајни прекршоци кои што се констатирани од страна на паметните камери и навистина сакам да укажеме огромна благодарност до македонските граѓани и совесните учесници во рамки на сообраќајот заради тоа што вие сте тие кои што овозможивте драстично да се намали бројката за период од околу 2 месеци од 120.000 на 500. И додека долго најавуваниот систем на МВР кој треба да спасува човечки животи по улиците се чекаше да стапи во функција, полицијата на терен изминатиот месец казнуваше за прекршоци. Во јануари полициските службеници напишале околу 16.000 казни. Најголемиот дел од нив се за возачите кои возеле пребрзо. Но покрај казни полицијата уапсила и 74 лица поради безобзирно управување со возило. Најголем дел од нив возеле под дејство на алкохол, а други под дејство на дрога. Но имало и такви кои возеле во забранет правец. 4000 казни се издадени за неправилно паркирање, а само во месец јануари полициските службеници фатиле и 1611 возачи кои возеле без дозвола. Но не само возачите, минатиот месец казни имало и за 184 пешаци кои не ги почитувале сообраќајните правила. Тамара Тичевска, Сител телевизија.